im Moment in der Privatwirtschaft stellen, sei es marktbedingt, sei es Auswirkungen ein Coronavirus haben wird, dass wir hierzu Gelegenheit haben. Es ist nicht angedacht, dass es eine Vorstellung blühen und gedeihen und so entwickelt, wie wir es möglicherweise befürchten. Das ist koji se најдобронамерните сугестии за пријател и инвеститор во државата. Верувам дека бевме доволно флексибилни согласно сите ваши работни места, плати, даноци и извоз, предвидливо заради нашата определба за интеграција во Европската унија, во НАТО. Секако сите други опции кои што носат проблеми внатре во државата, пред се мислам des Bundeswirtschaftsministeriums hier einen Ausgleich zu finden. Почитувани представници на медиумите, почитувани представници на делегацијата на Германската комора во Северна Македонија, почитувани граѓани, прво дозволете да се заблагодарам на приемот на делегацијата на Германската комора во нашата земја за можноста што ја дава на Социјалдемократскиот сојуз во фазата на изготвување на програмата да поразговараме за сите актуелни моменти, за сите нивни очекувања, да имаме што да научиме и да вградиме она што представува делокруг на работењето на германските компании овде во државата, се со конечна цел да останат мотивирани да продолжат со своите инвестиции, а секако и да привлечеме и нови инвестиции во државата. Секако досега со делегацијата на Германската комора во државата имавме одлична соработка, тоа е мој впечаток и чувство. Многу научивме од нив, многу помогна и во делот на легислативата, во делот на флексибилноста на државата и во делот на вградувањето на се повеќе европски теркови на управување со економијата во државата. Впрочем и најголем дел од компаниите кои што влегува во модерните трендови на стручното образование, на дуалното образование, се токму германските компании, се со конечна цел да предухитриме, навремено реагираме во делот на обезбедување на квалификувана работна сила, која што очигледно ќе биде еден од најголемите предизвици на нашето македонско стопанство. Јас верувам дека ќе успееме, следејќи ги терковите на Германија, но секако и на Швајцарија, Австрија и други земји, да брзо се подготвиме соодветно на нашето стопанство и економија, да обезбедуваме и продуцираме кадри кои што се согласно потребите на пазарот на трудот, односно кои што самите компании ги барат. Имавме добра соработка која што резултираше крајот на 2019 година со одлуки на владата за флексибилните царински мерки, каде што дефинитивно направивме спогодба, се променија 12 мерки и тарифи, каде што возможивме улеснително или пониско или укинување дури на одредени царински стапки, се со конечна цел да овие пари бидат инвестирани, да донесат дополнителна продукција, работни места, зголемен извоз од страна на компаниите. Сакам да знаат граѓаните зошто е важно посебно соработката со германските компании. Од нашиот севкупна трговска размена 47% имаме со Германија. Вкупната трговска размена со Германија е 4 милиарди и таа поминува, од кои што преку 3 милиарди е извоз према Германија, 1 милиарда е увоз од Германија овде према Северна Македонија. Верувам дека тие бројки се доволно мотивирачки за да може да во идење да очекуваме и да растат. Секако, како што кажа представниците и Патрик, инвестициите следуваат и во новите технологии, следуваат во капацитети каде што германското стопанство гледа можност да оствари нормално профит овде, а за нас како држава работни места, бруто домашен продукт и секако извоз на стопанството. Преку вакви вин-вин ситуации веруваме дека и како многу ќе придонесеме во севкупното дигање на економскиот стандард на граѓаните. Имаме преку 200 компании во државата, преку 20.000 вработени во германските компании. Сето тоа представува доволен основ да слушнеме, да научиме, да ни укажат, да може да ги вградиме во програмските документи кои што ќе бидат наше ветување пред граѓаните, а после тоа се надевам и владени програми, каде што дефинитивно ќе прават позитивен притисок за нивна брза имплементација, а со тоа и економска благосостојба на нашиот народ.